Не отстапуваме од нашите барања за минимална плата од 600 евра и линеарно зголемување на сите плати по 6.000 денари, порача од Сојузот на синдикатите на Македонија. Со протестен марш од пред Сојузот на синдикатите преку Собранието и Стопанската комора до владата, тие ги подсетија сите дека обстојуваат на нивните барања и повторно порачаа дека ќе организираат генерален штрајк кој очекуваат да биде помасовен. Од денешниот протест порачаа дека сакаат да бидат во целост испочитувани колективните договори за плата во државните институции, која треба да биде повисока од досегашната која работниците ќе ја добијат во месец април. Владата претходно преку колективни договори ја утврди минималната плата по работник во речиси сите институции, а решението беше поддржано и од гранковите синдикати. Бараме почитување на колективните договори во секторот образование. Не затоа што нас така ни текнало, затоа што законот така вели. Синдикалците им порачаа и на работодавачите дека без работници ќе нема држава, но и ќе нема бизнис. Тие отворено побараа почитување на работничките права и зголемување на платите за младите да останат дома и работат во домашни компании. Платите мора да пораснат за младите да останат. Тоа е мотото кое што ќе не води до дека не си ја постигнеме целта. А тоа е 600 евра минимална плата веднаш, не во 2028. Председателот на синдикатот Слободан Трендафилов порача дека тие не се плашат да излезат на протест. Заблагодари на масовноста и порача дека работничките права ќе се бараат на улица. Најави 24-часовен протест, но најави и нов протест кој очекува да биде помасовен. Како Сојуз на синдикати на Македонија нема да се откажеме од борбата и еден работник да излезе на улици и да бара зголемување на неговата плата, ние ќе бидеме со него. Нема да правиме кворум на седница на Економско-социјалниот совет за мизерно усогласување на минималната плата за 1667 денари. Нема да му нанесеме штета на ниту еден работник, ќе продолжиме да се бориме и нема да ви се молиме. Предходно на седницата на Економско-социјалниот совет беше утврдена новата минимална плата која е повисока од претходната за 1667 денари и таа изнесува 26.046 денари. Ова е најмалата плата која ќе мора да ја исплатат газдите на работниците во април за месец март. Предходно владата неколку пати рече дека тие ги поддржуваат синдикалните барања. Тие се расположени и поддржуваат повисока плата за работниците, но тоа треба да го направат низ диалог работниците и сопствениците на компаниите. Тие како влада ќе го поддржат секој решение кое ќе го договорат двете страни.